се трудиме колку што можеме. А трудо и можността се е према парите. Ако имаме пари, ќе завршиме за 15 дена. Ако немаме пари, ќе завршиме за 35 дена. Имаме сега направено овај проектот за овие временни објекти, кои најскоро време ќе бидат пуштени на тендер, кои има интерес, значи, да земе временни објекти покрај самата стаза, рекреативна, така да, а воедно правиме и проекти во езерото, во водата, на ковални, ќе ги кажам, населби, за живење и кафани. Така да ќе има неколку вакви типови, кои ќе бидат распространити по брегот на езерото, почнувајќи од Дојран па до Николич. Со тоа малку да ја сменим и сликата на самиот Дојран, да кажам. Не се само плажите или овие хотелите, туку нешто треба и да измислиме и на вода, и во вода, и под вода, што се вика. Секаде да има атрактивности кои ќе идат во било кои земји, има што да видите. Сите тие работи кои ги гледаме надвор, добро би било да ги примениме и тука. Така да во меѓувреме исто правиме еден проект, аквапарк голем, под гранит, каде е хотело, долниот дел, тука значи се предвидува, нормално ако има инвеститор, дека кој сака да инвестира, ќе може и ќе биде атракција за самиот Дојран, да не биде теретот на туристите само во централниот дел, туку да го прошираме брегот на езерото, барам за уште едно 500 до 600 метра, така да ќе стигнеме цирка 4 километра, кој ќе биде века, мислам, добра рекреативна забава покрај рекреативната патека. Други активности планираме, али се зависи, реков, од джебот. Сега за сега имаме проекти, меѓугранични со Грција, од кој едниот проект е за музеј во вода, тој е негде грубо околу 170.000 евра, а другиот проект е за обновување на пречистителната станица што има во Нов Дојран. Во моментот тие два проекти се прават од меѓуграничните меѓу Бугарија и Македонија. Летната сцена веќе е при крај, мислам, со груби работи. Друга горе е музеј и таму полека веќе напредуваат, плочи, кров и така натаму. Така да тие активности во моментот сега се, школото што се гради исто така, ова патека ќе ја продолжи покрај извршен совет, ќе иде скроз до населбата новата што се гради, така да и луѓето од таму кои живеат да можат пешки да доаѓат, а со тоа фактички ќе биде и онај вотер парко кој во догледно време, реков, ако најдеме партнер да инвеститор стари да гради. Воедно се работи, пошто рековме дека имаме и термална вода во Топлец, има приватно лице кој полека доваѓа до наваѓање на ова топла вода. Така да се нада за рок од месец дена ќе има некои конкретни резултати, што од тоа може се да види. Ако се извади, а постои топлата вода, сега за сега што проверив, е добро, има нека добра солидна температура, и се надам дека со тек на време оние видувањата што ги имаме ќе бидат остварни. Таму е предвиден да се гради еден спа центар, поголем, со сите рекреативни спортски терени што е потребно. Овој рекреативен спа центар фактички ќе биде и дел и за лечење, пошто и самата вода лечи, а воедно откако ќе направиме анализи на самата вода, пошто имаме ние некои анализи правено за тоа и истата е добра за пиење, али тоа ќе почекаме на времето. Сега унапред нешто да кажам, не сакам. Сем дојранските културни ракувања, нешто сме во преговори, али не сакам тајната да откријам, се прави некој голем концерт да биде тука на паркикот, па сите тие договарања се во фаза, додека не се заврши, да не нешто века. Летниот карнавал ала самба ќе кажам, мен ми е мило фактички, пошто ние сме мала општина, нема некоја традиција за карнавали, али се надевам со поддршка заедничка со Струмица да го направиме заеднички тоа да биде тука во Дојран, па и еден ден во Струмица. Што мислам и овака факт интересантно, ова југоисточниот регион заеднички да го развиваме во било кој
поглед, значи, културен, историски и ред други работи, што ги посели и ги има тука во тој регион. Очекуваме проценто да се зголеми, али од друга страна и комшиите што се ги намалуваат цените, така да голем бран на туристи од тука одат во Грција еднодневно, да кажем, или за викенд, и парите ги остават на Грција, ако може и тука. И сега секој пат е разликата на цената, ние сме овака збориве дека таму е ефтино, тука е скапо, а никој не направи еден прорачун колку го кошта со колата кој ќе иде до Солун и назади, ќе види дека цените, кажи речи, се исти, не са ништо поевтини или поскапи. Тука се. Услугите ми се чини тука се добри, нема зашо да се пожалиме, така да самите кафани кои се покрај брегот има што да понудат. Луѓето верам дека се задоволни до сега што се прави тука, каде се ужива во овие крај езерото кафаните кои се. И верам дека сето тоа ќе предонесе, треба да биде малку поголеми патриоти, денарот или девизите да ги оставиме тука дома, да не ги носиме во Грција. Мојата визија и желба е колку што можеме да штедиме, да останат парите во Македонија, не надвор. Со комерцијалното сместување веќе презема некои активности. Ќе направиме уште една категоризација, значи, новој дел од градот. Верам дека видат задоволни и луѓето кои издават, и луѓето кои доаѓаат да уживат во крајезерскиот брег на Дојран. Се надевам дека и дојранчани треба да излечат една поука од сето тоа. Ако има гости, не значи да и покачат цените, туку да ги држат на нормалната што е нормална, за да има стално посета. Човек преко ног не може да се збогати, ако и покачи цените. Тоа би рекол исто и угостителските цени кои ги имат, мора да бидат некои реални, не и само за 2 месеци, треба 12 месеци да живеат сите кафари што се тука. Ако има примамлива понуда, примамливи цени, верам дека луѓето ќе бидат задоволни, ќе доаѓаат тука. Па да се поврати сега треба многу време. Не се враќа тоа преко ног, а реално тоа што го гледам дорен да се поврати е минимално од 6 до 10 години. Оно почна, али не треба да застане и треба што поише владата да застане за Дојран со некои инвестиции, поготово на патната инфраструктура, што е многу слаби. Ако тргнете од Струмица да дојдете до Дојран е многу тешко. Дел се санира патот, дел од Фурка до Топлец, општо нема грам асфалт стара. Така да ни треба инфраструктура и плюс заобиколен пат. Секој пат се жалиме, нема пари. Мора нешто да се измисли, од тие луѓето сигурно потрошни патишта нема да доваѓат и да го развиват туризма. Што значи комуникациите на патната инфраструктура мора да биде на ниво. Ова што го видам во Хрватска, искрено ви кажам 2 години колку што дружиме со нив, страшно многу пари се фрла на инфраструктура, имат модерни патишта, достапни до секој место, што најкратко, најблизо да се стигне, така да и ние треба да размислуваме исто така. Од границата на Србија до југо на Македонија треба за сат и 15 минути да стигне. И тогаш ќе имаме, ми се чини, туристи кои ќе сакат да пројдат низ ова убава, добра земјички, да останат и да видат, пошто имаме што да понудиме, а баш кај гостопримството ние што го имаме као народ, као луѓе.